Почитувани граѓани, еве денес го разгледуваме извештајот за работата на Државната комисија за спречување на корупцијата и повторно при разгледување на вакви извештаи нема никаков представник од страна на владата. Иако тие треба да го слушнат ова, да ги слушнат забелешките, да видиме кај се движи цела работа и затоа истите забелешки да ги применат, односно да прифатат дел од овие забелешки кои што ги имаме и во извештајот, а и дополнително сите овде што дискутираме. Но молку од владата не ги интересираат овие извештаи. Понатаму, самата комисија нотирала дека во делот на исполнување на обврските во однос на стратегијата, која што потенцирам е ревидирана во 2020 година и се однесува на период од 2021 до 2025 година. Што е клучно таму? Таму е клучно што тоа при изготвување на оваа национална стратегија за борба против корупцијата, клучните точки каде што се детектирани можни коруптивни дејства, ги дале токму институциите. Ги нотирале, ги дале и истите по воспоставени мерки и активности треба да ги спроведат, односно да се направат потребните реформи за да се отстранат сите овие аномалии. После тоа, што гледаме? Во првата година имаме реализација од 20% како што претходно наведува. Тоа значи, оние кои што ги предложиле дадените мерки, активности, за да се надминат проблемите со корупцијата, не ги исполнуваат, односно не сакаат да разговараат за тоа. Тоа значи дека истите се корумпирани и тоа се индиции кои што треба да се преиспитаат, бидејќи самите не сакат да се отстранат оние детектирани точки на корупција во самиот систем на функционирање. И за тоа во Министерството за земјоделство се апсолутни рекордери. Односно, од детектирани 5 проблеми има 9 мерки и активности 16 предвидени. За 2021 година требало да се спроведат 11 активности и мерки. И знаете што дале за извештајот? 10 се нереализирани. Само една е во тек, не е реализирана. Исто така во јавни набавки. Проблеми 2, активности 4, мерки 2. Реализирани само една. Во органи за спроведување на законот, оние закони што ги носи законодавната власт, треба да ги спроведе извршната власт преку органите во државната управа и таму детектирани проблеми 7, мерки 13, активности 21. Требало да се во 2021 година да имаме 14 вакви активности спроведени. И реализирани само 2, нереализирани 9 и 2 во тек. Е сега, на оваа ваква состојба, сите други органи кои што се опфатени се со слична констелација на исполнување на обврските. Совкупен процент даден од страна на комисијата, исполнетост само 20% во првата година. Од обврските кои што ги имали. За ова неисполнетост, односно непочитување на овие мерки, сте слушнале да има оставка од некои од носителите на овие извршни функции? Или владата, ако беше овде да слушне, можеби ќе покренеше да разреши некој или да санкционира поради неисполнување на обврските од националната стратегија. Националната стратегија е документ донесен во ова собрание и е обврзувачки за овие органи. Не е само хартија на парче хартија за кое што истите треба само да го мафтат и да велат дека доставиле одредени активности, а не спровеле ништо. Ова е обврзувачки, ова е основ за разрешување, а секако и за кривична одговорност на сите носители на јавни функции кои што не постапиле согласно стратегијата. Но, повторно потенцирам, слух од владата и оваа парламентарно мнозинство немаме. Не навлегувајќи во бројките, колку биле доставени, по колку иницијативи имало,
морам да констатирам една друга суштинска работа. Во однос на постапувањето на предметите. Вели во предмети по кои се превземени конкретни мерки. Во 2021 година од страна на комисијата 12 превземени. Во 2020 биле 13. Сега, суштинско е ова. Поднесени иницијативи до ОЈО, она фамозно јавно обвинителство на Република Македонија, кај што сите предмети кои што им требаат стојат во фиока и застаруваат. Поднесени во 2021 година 7 иницијативи. Прифатени 0. Отфрлени нема и постапување во текст 7. Се е во постапување. Во 2020 година од поднесени 2 имаме постапување 1, другото отфрлено. Тоа значи дека постои сериозна состојба помеѓу членовите на Државната комисија и јавното обвинителство. Еве овде прашувам представникот на Државната комисија за спречување на корупција. Кој е постручен? Дали при прибирање на сите податоци согласно законските надлежности кои што ги имаат и сметаат дека има индиции за криминал и корупција во одредени предмети, ги доставуваат до јавното обвинителство. Понатамошното процесуирање застанува овде. Јавното обвинителство согласно овие бројки, бидејќи имаме 0 прифатени иницијативи, тоа значи дека или овие иницијативи кои што ги работела Државната комисија, која што се представува дека е стручна и компетентна, несоодветно ги сработила, или некој со намера го обструира понатамошното процесуирање и ги држи во фиока овие предмети. Тоа значи две различни институции формирани во државата. Имаме различни ставови, односно една од овие институции треба да потенцира кој е тесното грло за процесуирање и доведување до правда, за понатаму да знаеме каде да се насочи целата ова работа. И секогаш, кога им велам дека нивните извештаи и иницијатива се карта во еден правец. Зошто? Затоа што истите поднесуваат, повретно немаме никаква реакција, а немаме никогаш завршница. Еве уште еднаш потенцирам 0 прифатени иницијативи од страна на јавното обвинителство на Република Македонија. Оние кадри кои што сакаат да стануваат и уставни судии, сметаат дека она што го сработила Државната комисија не вреди, нема никаков основ и затоа овде го поставив ова прашање и сакам, доколку има одредени информации од страна на представникот, да ми одговори до каде се ваквите предмети и зошто нема прифатено ниту една иницијатива од страна на јавното обвинителство. И една од најклучните и болни теми за кои што сите знаеме дека е една од најкорумпираните области е токму во сферата на урбанизмот, каде што имаше детектирано најмалку проблеми. Што не се согласувам и сметам дека треба да претрпи корекција и самата национална стратегија, за да бидат пошироко опфатени сите овие ставки кои што се однесуваат во сферата на урбанизмот. Покрај сите други забелешки, една од забелешките која што го потенцирате, постојат повеќе законски и подзаконски акти со кои се регулира истата или слична материја, но законските норми се неусогласени и доаѓа до судир на законите. Кој тоа постапува по судир на надлежности и норми? Никој. Тоа е двојно нормирање, за да понатаму пред она фамозно јавно обвинителство и судовите се повика на поблаг закон секој оној на кој што му одговара одредена норма од овие закони. И затоа вкупно, ако забележиме во однос на ваквите извештаи, немаме никаква придобивка, а секако и во оценка во состојбата со корупцијата и борбата против корупцијата во државата од страна на самата комисија имаме сериозни забелешки и во една од нив цитираат: бавно спроведување на стратегијата за реформи во судството, реформа во судскиот совет и советот на јавни обвинители. Слаба респонзивност на институциите во насока на заштита на правото на собственост поради хаос во сферата на урбанизмот, градењето и загадувањето на животната средина. Директно признание дека не функционира ништо, дека освен криминалот и корупцијата ништо друго не функционира. Час поскоро заминување на Ковачевски и Груби од чело на владата на Република Македонија со ова парламентарно мнозинство ќе биде придобивка за секој еден граѓанин во Република Македонија. Благодарам.
Ангелинка Петкова. Ангелинка Петкова има збор.